За тоа какви ни се состојбите во државата, најдобро зборува осипувањето на бројот на ученици во основните и средните училишта, кое бележи драстични размери. Само за 5 месеци или споредбено септември-јануари, бројот на ученици во 5 основни и средни училишта се намалил за дури 63, или попрецизно на почетокот на второто полугодие, денеска на училиште тргнале 50 основци и 13 среднисти помалку, отколку на почетокот на учебната година во септември лани. Почетокот на новата учебна година, значи 22-23 година, имаме вкупно запишани 1548 ученика во 5 основни училишта, со тоа што во средното се 1033. Вкупната бројка на ученици се промени сега со почетокот на второ полугодие. Има осцилации во бројот на учениците, меѓутоа нешто што загрижува е што 63 ученика според статистиката на училиштата побарале преведница за да можат да патуваат да одат во странство. Од нив во основно се 51 ученика, а во средно се 12 ученика. Најлошо во целата ситуација е што трендот на иселување на млади семејства од Кочани продолжува, па може да се очекува дека понатамошно празнење на училишните клупи ќе продолжи уште позабрзано. Колку е тоа погубно за едината на државата, излишно е да се коментира, но за овој круцијален проблем надлежните ниту реагираат, ниту нудат некакви решенија. Наместо тоа, секојдневно шират лажен оптимизам дека секој ден одиме напред и колку ни е убаво поради тоа, а Македонија од ден во ден е се попразна и без млади.